петочното издание на регионалните вести ќе гледате. Валјбон Лимани од Алијанса Алтернатива е новиот претседател на Советот на општина Гостивар. При дополнителен увид на автобусот што имаше несреќа во Бугарија е пронајдено уште едно тело на дете. Денеска бугарски обвинители пристигнаа во Скопје за да ги земат ДНК анализите од роднините на загинатите. Од утрово паѓа снег на Попова шапка, а снежните наноси на планинските предели на северозапад ќе продолжат и за време на викендот. Валјбон Лимани од Алијанса Алтернатива е новиот претседател на Советот на општина Гостивар. Лимани на денешната седница беше избран за прв човек на Советот со 18 гласа за. На седницата се комплетираше и составот на комисиите, а беше донесена и одлука за доделување помош за семејствата од опожарените бараки. Новиот состав на Советот на општина Гостивар доби претседател. Советот во следните 4 години ќе го води Валјбон Лимани, кој беше носител на листата од Алијанса Алтернатива на локалните избори. На денешната седница Лимани беше избран за челното место со 18 гласа за, 2 воздржани и ниеден против. Денес бев избран од мнозинството на советници. Им благодарам за довербата и се надевам дека со мојата работа ќе им покажам и докажам дека Советот на општина Гостивар ќе биде институција во која ќе се слушне гласот на секој граѓанин на општина Гостивар и ќе биде институција каде што ќе се потрудам да има консензус за сите одлуки кои се во добробит на граѓаните на општина Гостивар, без разлика на која политичка партија и припаѓаат советниците. Како градоначалник ми представува задоволство што избравме претседател на Советот. Се надевам дека во овој мандат соработката и координацијата ќе биде конструктивна и со опозицијата, за да делуваме заедно за добри проекти и благосостојба на граѓаните. На изборот за претседател одговорницата реагираа од советничката група на СДСМ. Зошто коалицијата ВМРО-ДПМН и Алијанса за албанците не додржа до ветувањето кое што го даваше дека за претседател на Советот на општина Гостивар ќе биде избран кандидат од редовите на ВМРО-ДПМН. Дури на митингот на ВМРО одржан пред гостиварчани, носителот на советничката листа на ВМРО-ДПМН беше најавен, представен и промовиран како претседател на Советот на општина Гостивар. И покрај ваквата најава, за време на целата изборна кампања во јавноста се шпекулираше за ваквото ветување и се манипулираше со македонските гласачи кои беа уверувани дека за претседател на Советот на општина Гостивар за прв пат ќе биде избран македонец. Советниците денес ги избраа и членовите во комисиите, а донесоа и одлука за доделување на финансиска помош од по 30.000 денари на семејствата од опожарените бараки на улицата Илинденска. Предлогот го даде советникот Гоце Димовски од ВМРО-ДПМН. Може не некоја вредност од 30.000 денари, меѓутоа сте знаеме сите бевме сведоци, читавме по медиуми дека тие луѓе останаа без своите домови, така да најмалку што можеме ние како советници, без разлика на која политичка партија припаѓаме, да помогне во тешки моменти на луѓето на кои им е потребна секаква помош. Така да ве замолувам сите да покажеме хуманоста пред се, да ги тргнеме нашите политички ставови и идеи и да им помогнеме на тие семејства, бидејќи пред се тие гости. На денешната седница за заменик градоначалник на Гостивар на предлог на градоначалникот Таравари беше избран советникот Намик Дурмиши. Советот на Гостивар едногласно донесе одлука ромското знаме да биде во официјална употреба на територијата на општината. Предлогот го даде советникот од Демократски сили на ромите Фирдаус Ајдари. На дневен ред на оваа седница да се стави посебна точка во која ќе се донесе одлука за употреба на знамето на заедницата на ромите пред зградата на единицата на локалната самоуправа и територијата на општина Гостивар,
ги повикувам колегите советници да гласаат да се донесе оваа одлука, како сите заедно би упатиле позитивен пример до меѓународната заедница и останатите општини во Република Северна Македонија, дека општина Гостивар ги почитува и негува меѓуетничките односи во нашата општина. Ви благодарам. Пронајдено уште едно починато лице во изгорениот автобус во Бугарија, така што бројот на жртвите од трагичната сообраќајна незгода се искачи на 45 загинати лица. Во повтореното пребарување на пожарениот македонски автобус се пронајдено 45-то тело. Се работи за тело на дете. Оваа информација за бугарската телевизија Нова ја потврдил заменик главниот обвинител и началник на Националната истражна служба Борислав Сарафов. Тој истакнал и дека истражителот и обвинителот упатени се во Скопје и таму ќе останат најдоцна до недела. Мора да ја донесат документацијата поврзана со запалениот автобус и ДНК профилите на роднините на загинатите. Веднаш потоа ќе започне идентификацијата на жртвите од инцидентот. По автобуската несреќа што се случи во раните утрински часови на 23 ноември на автопатот Струма, кога автобус на превозникот Биса Транс враќајќи се од Истанбул удри во заштитна ограда од патот и се запали. Владата на седница го задолжи Државниот инспекторат за транспорт да изврши вонреден инспекциски надзор. Со надзорот треба да биде опфатено се што е во рамки на надлежностите на инспекторатот согласно со законот за превоз во патен сообраќај. Државниот инспекторат за транспорт пак вчера се обидел, но не можел да изврши вонреден инспекциски надзор во компанијата Биса Транс, чиј автобус изгоря во Бугарија, бидејќи како што изјави за Македонската информативна агенција директорот Руфат Хусеини, канцелариите и на компанијата и на низините агенции биле затворени, а никој не се јавувал ниту пак на телефон. Министерството за транспорт и врски завчера пак ја одзеде лиценцата за работа на фирмата превозник Биса Транс БТБ, бидејќи за автобусот во кој загинаа 45 патници немало издадено извод од лиценца за вршење меѓународен слободен превоз на патници, ниту пак за друг вид јавен превоз на патници, а возилото не е евидентирано во електронската евиденција на издадени лиценци. Министерството за транспорт и врски има регистрирано 4 лиценцирани возила на фирмата Биса Транс БТБ, но меѓу нив не е автобусот што изгоре. Според член 11 став 1 од Законот за превоз во патниот сообраќај, превозникот може да започне да врши превоз на патници во внатрешен и меѓународен патен сообраќај, откако ќе добие лиценца и извод од лиценца за моторно возило. Инаку по контролата што ја изврши секторот за професионална одговорност на Царинската управа на граничен премин ДВ Бајр, од оваа институција најавија мерки за двајца царински службеници и раководител, бидејќи не го евидентирале излезот на автобусот од државава. Од Македонското јавно обвинителство денеска одржа пресконференција во врска со автобуската несреќа која што се случи на 23 ноември на автопатот Струма во Бугарија, во која загинаа македонски државјани. Можам да ве известам за следното, дека денеска представници на јавното обвинителство на Република Бугарија пристигнаа во јавното обвинителство на Република Северна Македонија, дека на представниците во текот на утрешниот ден ќе им бидат предадени ДНК анализите од роднините на покојните. Покрај тоа, ние на бугарските представници ќе им го доставиме и сета документација што досега е обезбедена од јавното обвинителство. Пред се документацијата која е земена од Биса Транс организацијата, потоа во делот на регистрацијата на автобусите, податоци од Министерството за транспорт и врски. Покрај тоа, во текот на денешниот ден, обвинителството до надлежните власти на Република Бугарија упати замолница за да присуствуваат во експертизата, во утврдувањето на идентитетот на починатите лица и двајца представници од Институтот за судска медицина во Скопје, единствено со намера да се забрза процесот на идентификација на жртвите во оваа тешка сообраќајна трагедија. Исто така, да ве известам дека во изгорениот автобус пронајдено е уште
едно тело на починат патник, кое што е пренесено во надлежните во институтот во Бугарија и дека се работи за лице на помлада возраст. Со оглед на тоа, во оваа сообраќајна трагедија настрадале 45 патници, а 7 лица, 7 патници се пренесени на лекување во Софиската болница. 69% од заразените со ковид во последните 3,5 месеци во земјава биле невакцинирани, објави Министерството за здравство. Светската здравствена организација пак го вклучи алармот по појавата на нов сој на коронавирусот. Во периодот од 6 август до вчера на територија на државата како позитивни на ковид се потврдени 58.276 граѓани, од кои 17.896 или 31% биле целосно вакцинирани. Голем е бројот на невакцинирани граѓани кои се заразиле со COVID-19. Според статистиката за изминативе месеци, 40.380 граѓани, односно 69% од позитивните на ковид, не биле вакцинирани. Процентот на хоспитализирани лица кои се невакцинирани е голем, од 468 моментално хоспитализирани пациенти, 91 се целосно вакцинирани, покажува анализата што денеска ја објави Министерството за здравство. Смртноста кај невакцинираните е драстично поголема. Во период од 6 август до вчера на територија на државата починале 1986 пациенти со COVID-19. Од починатите 1571 пациент, односно 79%, не биле вакцинирани, а 21%, односно 415, примиле вакцина. Според анализите, починатите имале повеќе комбинирани хронични заболувања. Пациентите биле вакцинирани со сите типови вакцини кои ги има на располагање кај нас. Светските медиуми објавија дека во Јужна Африка е забележан нов вид на COVID-19 кој може да има голем број мутации. Светската здравствена организација одржува итен состанок за новиот сој на коронавирусот. Загрижува фактот кога имате толку многу мутации. Тоа може да има големо влијание на однесувањето на вирусот. Затоа во моментов истражувачите заеднички се насочени кон изворот на овие мутации и што тие потенцијално можат да значат во диагностиката, терапијата и вакцините. Добро е што ги откривме, што значи дека системски сме на вистинско место. Сепак ќе ни требаат барем 2 недели за да разбереме каков импакт ќе има оваа варијанта. Група научници ќе дискутираат дали оваа варијанта ќе биде потенцијална нова закана или не. Ако се утврди како нов сој ќе добие ново грчко име, но се дотогаш ние ќе го следиме. Сите ние треба да разбереме дека колку повеќе овој вирус циркулира, толку повеќе вирусот има шанса да се промени и да има нови мутации. Сите ние имаме своја улога која треба да ја постигнеме во оваа борба, за да ја намалиме трансмисијата, така што ќе се заштитиме себе и околината од оваа опасна болест и смрт. Затоа, вакцинирајте се. Зголемување на платите на вработените во МВР за 5% најави на денешната пресконференција министерот Оливер Спасовски, презентирајќи го буџетот за 2022 година. Предлог буџетот на Министерството за внатрешни работи за 2022 година е со вкупна вредност од 10 милиарди и 410 милиони денари и испланиран согласно развојната компонента за подобрување на работењето и реализирање на сите активности, што се во надлежност на Министерството, како и негово непречено функционирање и работење за остварување на основните стратешки приоритети и цели. Како дел од проектите од кои директен бенефит ќе има заедницата е продолжување на проектот за реконструкција и изградба на полициските станици. Веднаш ќе продолжиме со градежни активности, и тоа најнапред во Центарот за обука Идризово, реконструкцијата на одделот за граѓански работи во МРТВ, во предлог буџетот на МВР во 2022 година. Испланирани се и средства за проектот автоматизирана идентификација на отпечатоци од прсти и дланка, нешто што влегува во група на лабораториска опрема за новиот објект
на Оделот за криминалистичко-технички испитување и вештачења, модернизација на летало на нашиот одел за воздухопловни единици на МВР со најмодерна опрема за комуникација и опрема за гасење на пожари. Во предлог буџетот на МВР за 2022 успеавме да обезбедиме зголемување на платите за вработените во Министерството за внатрешни работи за 5%. Се со цел продолжување на процесот на усогласување на платите за припадници на МВР согласно постоечките договори за зголемување на плати. 23 лица казнети за неносење заштитна маска. Едно лице пак не го почитувало решението за изолација. Во полицискиот билтен информации за неколку приведени лица и акциска контрола на возила кои вршат јавен превоз. Во текот на вчерашниот ден на 15 лица во Тетовско и 8 во Гостиварско изготвени им се соодветни поднесоци за неносење заштита на лицето. При извршена полициска контрола било утврдено дека 31 од Гостиварски Добридол не постапувал според решението за изолација на Државниот санитарен и здравствен инспекторат и ќе му биде изготвен соодветен поднесок за непостапување според здравствени прописи за време на епидемија. Полицијата вчера лишила од слобода 48 годишен тетовец, кој бил затекнат како врши кражба на дрва во дворот на куќата на 48 годишен жител на Тетово. Тој е задржан во полициската станица Тетово за расчистување и документирање на случајот. Лишен од слобода вчера бил и 35 годишен тетовец поради сомненија дека на подрачјето на Скопје сторил кривично дело за тајување. Се расчистува и документира случајот. 18 годишен жител на Тетовска долна Лешница вчера вечер во СВР Тетово пријавил дека неговиот малолетен брат во Тетово бил физички нападнат од 19 годишник од Тетовска Палатица, а поради нивни претходни недоразбирања. Се преземаат мерки за расчистување и документирање на случајот. Во СВР Тетово вчера 45 годишен гостиварец пријавил дека 51 годишник од Гостиварска долна Бањица и неговиот син му упатиле закани поради нивни расчистени имотноправни односи. Се расчистува и документира и овој случај. Вчера од 10 до 15 часот на поширокото Гостиварско подрачје спроведена е акциска контрола на возила кои вршат јавен превоз на патници. Во контролата откриени и санкционирани се 3 технички неисправни возила. Едно од нив имало неисправни сопирачки, а 2 биле со неизвршен технички преглед. Возилото со неисправни сопирачки веднаш е исклучено од сообраќај и на тројцата возачи изготвени им се соодветни поднесоци, согласно Законот за безбедност на сообраќајот на патиштата и Законот за возила. Во спроведена акциска контрола на подрачјето на СВР Тетово биле санкционирани дури 106 возачи кои ја пречекориле максимално дозволената брзина надвор од населено место. Вчера од 8 до 14 часот на подрачјето на СВР Тетово спроведена е акциска контрола на брзина, со која што се движат возилата. При контролата биле откриени и санкционирани вкупно 106 возачи кои ја пречекориле максимално дозволената брзина надвор од населено место, претежно на автопатот Гостивар Тетово Скопје. Од нив 13 возачи, 5 во Тетово и 8 во Гостивар, ја пречекориле брзината за над 70 км на час повеќе од дозволеното, а 58 возачи, 36 во Тетово и 22 во Гостивар за повеќе од 50 км на час повеќе од дозволеното. Покрај ова санкционирани се и 60 возачи, 40 во Тетово и 20 во Гостивар, што се движеле со поголема брзина од дозволената во населено место. Двајцата од санкционираните возеле со над 50 км на час повеќе од дозволеното, а откриени се и 6 други видови сообраќајни прекршоци, 3 во Тетово и 3 во Гостивар. Од утрово паѓа снег на Попова шапка, а снежните наноси на планинските предели на северозапад ќе продолжат и за време на викендот. Во Полошката котлина во наредните денови пак се очекува облачно време проследено со чести врнежи од дожд. Денес времето беше облачно со врнежи од дожд, а на планините на северозапад врнежите беа од снег. Во 13 часот на мирното место на Попова шапка висината на снежната покривка изнесуваше 15 см. За време на викендот во Полошкиот регион ќе се задржи облачно време со чести врнежи од дожд, а само на повисоките планини врнежите ќе преминуваат во снег. Ќе дува слаб до умерен, а во недела заседен јужен ветер, што ќе услови повисоки температури, утринските позитивни, а дневните над 10 степен. Во вторник, под влијание на студен бран, ќе дува заселен северен ветер, ќе има значително намалување на температурите и повремен снег и на повисоките места.
Значи за време на викендот во недела во интервал од 3 до 9 степени минималните температури, дневните од 12 до 18 степен. Позитивни ќе бидат до четврток дневните, а минималните температури во вторникот минус 2 до 4 степен, па среда и четврток се уште пониски од минус 8, односно минус 7 до минус 1 степен. Овде е крајот на регионалните вести. Ви благодарам на вниманието со кое не следевте. Пријатно.